COVID-19, енергетска и економска криза, ценовни шокови. Како сите информации кои што кружат околу нас ги конзумираме и влијаат врз нашето ментално здравје? Денеска во Трилинг разговарам со доктор Васка Митова, специјалист психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија. Доктор Митова, добро вечер. Со оглед на сите случувања изминатиот период, ќе ги земам двете последни години за пример, сведоци сме на една нова пандемија, ако може да се нарече, пандемија на лоши вести или негативни вести околу нас. Дали се чувствува одредена психолошка исцрпеност кај македонските граѓани? Пред се добро вечер и благодарам за поканата. Секако сведоци сме на една, да речеме, секундарна пандемија, на онаа примерна пандемија која што не од пред 2 години во која што полека да речем излегуваме нели пандемија на COVID-19. И сведоци сме на едно време со предизвик, изразен предизвик за секој од нас. Две овие години беа навистина потешки од претходно. Иако и претходно мислевме дека сме во некој виор на стресно време, стресно живење, но ни се покажа дека имало дополнителен предизвик за сите од нас некако да издржиме нели да веќе на залезот на оваа пандемија да излеземе на крај. На која што практично сега патам се надоврзува една друга слика нели во однос на нестабилноста на воен период, блиску нели од нас има конфликти, социоекономски гледаме дека имаме покачување нели на цените на една која што дополнително прави психички терет врз населението во однос на една неизвестност и несигурност со која што секојдневно се справуваме. Како се соочува човекот, односно човечкиот мозок кога станува збор за овие негативни информации? Патам како некој да не тестира, дека нели докаде се границите на издржливост. Гледаме дека некако излегуваме веќе малку поотпорно и зајакнати од она искуство на пандемија на вирус или на COVID-19 и сега влегуваме во една друга, веројатно поизразена економска нестабилност. Индивидуално реагираме сите. Она што можеме да го забележиме, веќе некако се релаксира народот во однос на плашење, на стравот од она што беше неизвестност од вирусот, од прележувањето на вирусот и така натака. Може би тој страв сега со високата прележеност и високата вакцинираност некако е веќе намален, се релаксираат еве и мерки се, но сега веќе доаѓа на еден подиум нели таа економска несигурност, особено овие воени конфликти што ги гледаме. Реакцијата е индивидуална кај секого. Да, ја споменувате социјалната изолираност, да речеме, или да се изолираме од сето она што се случува околу нас. Да претпоставиме доаѓа пациент кај вас на терапија и ви вели не читам весници, не гледам телевизија, не се информирам преку социјалните мрежи за се она што се случува околу нас, но секогаш постои некој канал низ кој што одредена информација допира до мене. Кој е првиот совет кој што му го давате? Каков механизам треба да вклучи во неговото секојдневно живење за да се изолира од тој бран на негативности околу нас? Па не мислам дека е можно да се изолираме. Бидејќи и дали треба практично воопшто да се изолираме, зошто би се изолирале? Ние сме човечки битија, како такви сме социјални битија. Тоа е еден голем аспект од нашата личност и од она што не прави луѓе практично. Во овие периоди можеби е подобро да се осврнеме на она што е исто така човечка карактеристика како што е хуманоста, каде што можеме да помогнеме, бидејќи гледаме дека има некој што е понесреќен од нас, односно чисто услови се полоши да речеме од нашите, и тоа можеби би дало некое чувство на смисла, тоест наоѓање на смисла во сето ова страдење доколку нели на некого му помогне што треба. Градењето на себе си како личности и како индивидуи не значи да бегаме од она што не плаши, да бегаме од стравот. Туку значи јакнење на нашите капацитети да застанеме на нозе и покрај се она што ќе дојде како предизвик. И да се соочиме со стравот. Апсолутно да се соочиме не само со стравот, туку со она што стравот може да биде ирационален, може да биде практично замислен страв и никогаш да не се реализира. Но она што ќе дојде како животен предизвик, како живот на тешкотија, како некоја ситуација која што доста тешка, да ги јакнеме сопствените капацитети да застанеме на нозе и да одговориме соодветно и правилно на тоа.
Се провлекува здравот како тема постојано низ денешниот разговор со вас. До пред некој месец важеше онаа слика дека многу тешко се добива слободен термин кај психијатрите во земјава. И од една страна имам чувство дека некако се сруши онаа стигма за одење на психотерапија, од друга страна па се појавува оној момент дека луѓето имаат можеби и навистина потреба да разговараат со некого. Каква е моменталната колективна слика, генерално земена? Што најмногу ги мачи нашите граѓани? Анксиозност, депресија? Да, ова беше доста застапена тема и пред пандемијата, но пандемијата некако ја нагласи потребата за добра хигиена на менталното здравје, односно ја нагласи важноста на менталното здравје, зашто практично свативме дека немаме само физичко здравје, телесно, туку имаме и ментално здравје, кое што понекогаш е дури и побитно, бидејќи едно е да те боли рака, друго е да те боли душата. И нели секогаш кога имаме одреден проблем, требаме да побараме соодветна помош, стручна помош би била најдобра. Во овој период чувствуваме лесна дестигматизација, во смисла на се охрабрување на индивидуите да побараат стручна помош во доменот нели на психотераписка помош, кај психолог или кај психијатар, зависи нели која е потребата. Има во Македонија доста добра мрежа на психијатри кои што работат, исто така и на психолози и психотерапевти кои што работат низа години наназад. И се радувам што во периодов има зголемена свесност за тоа, зголемена потреба и за лично градење. Не само кога има потреба нели некој да чувствува некаков симптом, тегоба кој што траат подолго време. Доктор Митов, пред разговорот ми споменавте дека последниот месец го прележавте омикрон сојот. Како медицинско лице, како доктор, дали во оној процес на победување, да кажам, на омикронот, имавте можност да разговарате, имавте потреба да разговарате со некој ваш колега, со оглед на тоа колку сте информирани? Така, да. Па добро, постојано разговараме со колеги, секако дека се наложи потребата нели да се консултираме со стручни лица во поглед нели на надминувањето на тој предизвик, кој што морам да кажам фала му на Бога, за нас беше една лесна манифестација во однос на она што знаеме што значи ковид, така да се што е полесно треба да благодариме за тоа, нели, полесно искуство во однос на надминување на оваа здравствена состојба. Веројатно и самата вакцинација си го направи своето, бидејќи телото е поспремно да одговори, но не можам да кажам дека нели се она што се трупа како страв, како неизвестност 2 години наназад сме успеале да се заштитиме на некаков начин. И веќе со омикронот беше практично невозможно кога веќе дојде нели дома преку школа, едноставно нема начин да се заштитиме и се радуваме што помина полесно. Сега има уште некои опашки што си ги носи нели тој пост-ковид синдром, со тоа што и пак ја кажам, се радувам бидејќи не е она што ни го скратило вирусот во однос нели на пример на губење на вкус мирис, туку она што ни го оставило како еве. Победници сме, тука сме, разговараме сега. Затоа што навистина сведоци бевме на навистина јаки симптоми, големи губитоци, така да ако сме веќе тука победници, треба да сме благодарни. Дури за тоа лесно искуство да сме благодарни, па макар што и да се случува нели што и да остане како симптом во иднината. Ви благодарам за вечерашниот разговор. Благодарам за поканата.